Да се направат измени на изборниот законник со кој ќе се предвидува кандидатура на независни листи на престојните локални избори да се овозможи со 50 потписи на граѓани. Ова го побараа представници на независни граѓански иницијативи од земјава, откако пред 10 дена Уставниот суд укина членови на изборниот законник кои се однесуваат на независните кандидатури. Бараме да ни се овозможи на следните локални избори да имаме јасни услови за кандидатура, рече Јана Белчева од Шанса за центар. Нашите барања се однесуваат на правната празнина која се создаде со укинување на членот од изборниот законник со кој се подигна прагот за собирање на потписи за независни листи на 1%, што Уставниот суд го оцени како неуставен. Во нашето барање стои дека ние бараме со 50 на потписи да може да се настапи на кандидатска листа. Ваквото барање според Горјан Јовановски од Зелен Хуман град е според европските критериуми, каде се отвора можност за демократија. Доколку не се донесат потребните потреби во законот, тој бара можноста за кандидирање да биде отворена. Секако во отсуство на дадени услови критериуми, тогаш треба да биде отворена, а не затворена можноста за независни листи да може да се кандидираат на наредните локални избори. Сега за жал тоа зависи од толкувањето на законот од страна на собранието, од страна на законодавниот дом и од страна на ДИК, кој што на крај може да рече, знаете што ние другаче си го толкуваме цело тоа и едноставно нема да ви прифатиме вашите поднесоци за локалните избори. Немањето услови за независните кандидати е кршење на уставното право на избори, вели Агрона Рифи од Подобро за Тетово. Duke qenë se dispozitat e vjetra nuk janë rikthyer në fuqi, mbetet e panjohur sipas cilave kushte, kandidatët e pavarur do të mund të marrin pjesë në zgjedhje, gjë që përbën shkelje të drejtës kushtetuese për kandidim në funksione publike, е гарантуар на нени 23 Куштатутас. Дел од пратениците во собранието не сакаа да го коментираат ваквиот став, ниту дали ќе го поддржат барањето на независните. За сега немам добиено тако официјално барање јас како пратеник. Сега кога добиеме барање, ние како пратеничка група ќе се консултираме, ќе излеземе со заеднички став. Немаме се уште став во врска со тоа. 50 потписи мислам дека се премногу малку за кандидатура за локални избори. Тоа е моје мислење, мој став. Сметам дека кандидатура треба да право за кандидирање треба да стекне кандидат кој што имал најмалку 500 или 1000 потписи. И од СДСМ вела дека се уште не добиле никаков предлог и не може да коментираат додека не го разгледаат.